Започнуваме со регионалните вести. Неколку илјади граѓани денеска со блокади на трите главни влеза во градот и протестен марш по Тетовските улици изразија незадоволство од екстремното аерозагадување во градот. По блокадите протестантите се упатија на градскиот плоштад, каде протестот заврши мирно. Со блокади на трите главни влеза во градот и марш низ централното градско подрачје, неколку илјади протестанти денеска го искажаа револтот од големото аерозагадување во Тетово. Побараа властите конечно да преземат соодветни мерки за намалување на штетните материи во воздухот, чија концентрација во вечерните часови е за 20 пати поголема од дозволената вредност. Вината за ваквата состојба според протестантите е лошата еколошка политика на власта, која придонела поради загадениот воздух во Тетово да расте бројот на лица заболени од рак. Да ни се овозможи на нормален начин да можеме нашите деца да ги изнесеме надвор, да можеме да го продолжиме нашиот нормален тек на живење, пошто вака не можеме да живееме. Има многу пораст на спонтани абортуси, на мисети. Секоја прво имала некое негативно искуство и затоа ние сакаме да го искажеме нашиот револт. Не може за нашиот организам више да одлучуваат некои лоши политики. Бараме добри политики за зачувување на природата. Ние сме под шара и тоа треба да се знае. Треба да ни се обезбеди да имаме чист воздух. Учесниците на протестот сметаат дека општина Тетово не презема доволно мерки против аерозагадувањето. Бараа да се запре изградбата на големите стамбени објекти, кои не дозволуваат слободно да циркулира воздухот. Треба да се воведи поголема контрола на сообраќајот, каде протокот на возила во центарот на Тетово е целосно закочен. Најголем проблем се возилата. Ги има во огромен број донесени стари возила, понатака Тетовска депонија. Исто така, али дополнително на овие две причини се и загревањето на станарите со огревни дрва. Меѓутоа тоа мислам дека помалку загадува, затоа што ние и во летните периоди кога немаме загревање на дрва, имаме енормно загадување на воздухот. Така да според мене најголема причина се возилата, депонијата Тетовска и другите депонии. Лоша е многу состојбата, не можеш да излезеш на улица. Таков мирис никогаш не сме слушале да се осеќа во Тетово. И затоа треба да се соединиме и да се бориме да идеме до крај, дур да се реши овој најголем проблем. Ја мислим дека за ова е крива владава и треба тие више ово да го решат. Бидејќи секој ден ние не ваздух, значи ние не земаме ваздух, туку смртта ми е. Секој ден се суочуваме со канцери, со канцерозни субстанции. Ова што е, од каде е, сите тие знаат што зеле огромни пари што мислеле само за себе, за народот не. Ја мислим дека треба по масовни протести да се организираат и да му кажеме стоп на овие канцерозни субстанции што се дешава со нашиот град каде го имаме шарот. Тоа е срамота. Водата го продавале. Струјата да, сега и воздухот тоа не дозволяваме. По 30-минутната блокада на трите главни влеза во градот, сите протестанти се упатија кон градскиот плоштад. Голем дел од нив беа ученици, за кои општина Тетово поради загадениот воздух донесе одлука да не одат на настава. Протестот помина мирно. Зутре еколошките здруженија најавија нов протестен марш против загадениот воздух кој ќе започне од центарот на градот. Денеска православните христијани го чествуваат празникот на светата маченица Варвара. Тетовското село Варвара го чествуваше својот именден. Со водосвет и благословување на кумскиот колач, пченицата и виното, денес село Варвара го празнуваше својот именден. Водосветот го изврши отец Александар Стојановски, кој истовремено потсети на значењето на Света Варвара. Светата Варвара ја почитуваме, зошто бесовските стрели ги победи и како птица се избави од нив, со силата и оружјето на крстоце чесна. Светата великомаченица Варвара е родена и живеела во време на римското општество, уште пред
едиктот на Константин Велики, кога христијаните биле гонети. Биле гонети заради нивната вера во единиот вистински Бог во три лица. Светата великомаченица Варвара била незнабошка, не била христијанка и незиниот татко бил угледен човек во тогашното општество и го носел името Диоксор. Тој својата ќерка, како угледен човек, особено ја пазил и чувал и направил кула, а во големата бања на кулата имало два прозорци. Светата великомаченица Варвара, погодена од љубовта Божја, почнала да го презира сето тоа и во незината душа и се откривал единствениот вистински Бог, вистински Бог, светата и живототворна Троица, Отецот, Синот и Светиот Дух. И како што човек кој го запознал Бога, единствено се концентрира на љубовта Божја, бидејќи за тоа ни се сведоштво светителите и еден подвижник кој е близок на нашето време, светиот отец Силоан Атонски, кој што откако бил трогнат од љубовта Божја и станал монах на Света гора Атонска, зборувајќи за ова свое искуство, тој вели: откако душата моја го возлюби Бога, веќе ништо не ми е мило. Од природата и од создаденото, бидејќи душата по него копне. На ист начин и на оваа великомаченичка Христова, Господ и се открил и таа познала дека не се вистински богови киповите од злато и сребро, дела на рацете човечки кои што ги празнувал незиниот татко незнабожец, туку дека вистинскиот Бог е Бог Троица. Заради тоа почнала и да разговара со некои христијанки, ја примила верата Христова, се крстила, поради тоа што кога дознал незиниот татко Диоксор, почнал сурово да измачува, барајќи да се откаже од Христа. Но таа никако не се откажувала. Еднаш избегала од кулата на таткој, при што една карпа ја засенила, па тој не можел да ја најде. Откако ја нашол, ја предал на римскиот управник на областа, барајќи да биде казнета. Откако ова е убедувал со разни чимаки и ласкања да се откаже од Христос и да почне да им се поклонува на мртвите идоли, а таа никако не сакајќи од тоа да се откаже, на крајот била заклана од раката на својот собствен татко. Незиниот татко Диоксор ја заклал, со што оваа се овенчала со маченички венец. Годинава кумови беа 7 мина, додека за година паричките во колачот одредија кумови да бидат 5 мина верници. Јас сум Голуб Спасовски, живеам во Тетово. На ова свеченост тука по повод празникот сум за прв пат. Јаве Господ беше наклонет према мене и ми падна паричето. Среќен сте? Пресреќен. Ова е едно од ретките села во Македонија, а единствено во Тетовско кое носи име на светител. Малку села има именден на селото. Ние, за среќата, ја имаме таа привилегија. Денешниот ден го славиме како име на селото. За нас тоа долгогодишна традиција, голема гордост. Ете како што гледате, иако е средина на декември, приличен број на луѓе имам. За село како нашето што е во планина, тоа е нешто значително. Иначе традиционално, после оние црковни обичаи во црквата што се прават литургијата за време на Света Варвара, после тоа свечениот ручек, гостите ги почестуваме со ручек и го славиме денот како секој што слави имен ден. Колку години се чествува на за овој празник? Значи вака, у последните 17 години го празнуваме на начин како сега што гледате. Инаку предходно од постарите луѓе сме слушнале дека на овој ден кршен е колач во црквата. Што значи, веројатно и предходно таа традиција може да не била на начин како сега, ама сепак е традиција како имен ден на селото. И ние продолживме на овој начин како што сите, како секоја слава, така и ова, со тоа што нас ни е слава и имен ден. Чествувањето на празникот во село Варвара продолжи со заедничка братско-сестринска трпеза на љубовта, која за присутните ја подготвија домаќините во соработка со кумовите.
Германската амбасадорка Кристин Алтхаузер денеска ги посети компаниите Везешари, Лекер и Електрошари во Тетовски Требош. Посетата е во насока на јакнење и развивање на соработката со фирмите кои поседуваат германски капитал. Амбасадорката на Република Германија Кристин Алтхаузер денеска ги посети компаниите Везешари, Лекер и Електрошари во Тетовски Требош, при што се запозна со производствените капацитети на овие компании. Посетата е дел од редовната деловна агенда на амбасадорката во насока на јакнење и развивање на соработката со фирмите кои поседуваат германски капитал. Zuerst ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin hier zwischen zwei Männern eigentlich. Благодарам на поканата. Овде стојам помеѓу двајца господа, господинот Абдурахмани и представникот фамилијата Земилер, всушност фамилија која што долго време стои позади господинот Абдурахмани. Ова е проект кој што трае со години. Целата приказна започнува во Аугсбург. И всушност овде имавме прилика да видиме три дејности: Везешари, Лекер и електраната на биогаз. Со фирмата ја познавам подолго време, меѓутоа сум прв пат тука дојдена во посета. Многу видов, многу научив и многу подобро ги запознав и самите луѓе. Фирмата уште одамна соработува со германската амбасада и добро ја познаваме. Многу го цениме нејзиниот ангажман не само како предпријатие, туку и во смисла на социјален ангажман, потоа ангажман на културно поле. Тоа е едно предпријатие кое што мисли не само на себе си, туку и на развој на регионот во кој што се наоѓа. Херман Семилер, еден од собствениците на компаниите, изрази огромна благодарност за долгогодишната соработка со амбасадата и со семејството Абдурахмани. Also ich möchte mich bei der deutschen Botschaft auch besonders bedanken. Би сакал да искористам оваа прилика да се заблагодарам на амбасадорката на Сојузна Република Германија, да се заблагодарам на германската амбасада за нашата долгогодишна соработка, која што секогаш стоеше позади нас кога и да имавме некаков проблем. Меѓутоа, мојата специјална благодарност оди до кособственикот господин Арбен Абдурахмани и неговите двајца браќа Гајур и Иџет, без кој што оваа фирма немаше да биде во никој случај тоа што е денеска. За кособственикот од Македонија Арбен Абдурахмани огромна е поддршката од семејството Семилер и од германската амбасада во Македонија. Јас би сакал да се заблагодарам на господја доктор Алтхаузер денеска што е кај нас на посета, што ни дава поддршка во нашите идните проекти, во досегашните соработки. Секогаш германска амбасада беше на нашата страна, на поддршка на нашата компанија и така остануваме и исто така имавме и доста и заеднички проекти, социјални проекти кај помагавме заедно со германска амбасада и се надевам и во иднина ќе продолжиме на тој дел и понатаму да помагамо на нашето општество. Инаку компанијата Везешари почна со одгледување пилиња и фарма за несилки за производство на јајца во 2000 година. 5 години подоцна продолжи со инвестиција за производство на совоместнати производи, кои од 2007 година почнаа да се продаваат под брендот Лекер. Во 2013 година ја изгради првата електроцентрала за биогаз во Македонија, Електрошари. Од минатиот месец Везешари започна да ја снабдува американската армија во НАТО алијансата со своји производи. Општина Гостивар со парична донација ќе учествува во помагање на бизниси предводени од жени и млади лица. Соработката со Фондот за поддршка на женското предприемаштво се официјализираше со потпишување на меморандум. На настанот присуствуваше американскиот амбасадор Джейс Бейли. Општина Гостивар ќе донира пари во Фондот за поддршка на жени и млади предприемачи основан од УСАИД да ги помага женските бизниси. Меморандумот за соработка со фондацијата беше потпишан денес во присуство на американскиот амбасадор Джейс Бейли. Гостиварската општина ќе учествува со $10,000, пари кои ќе се употребат за започнување или проширување на бизниси предводени од жени и млади лица.
Значи, Фондацијата за поддршка на жени и млади предприемачи Егалите во соработка со проектот за експанзија на мали бизниси на УСАИД дава поддршка во опрема на бизниси управувани од жени и млади, започнување на бизниси, меѓутоа и веќе постоечки бизниси кои што имаат потенцијал за експанзија и за нови вработувања. До сега имаме поддржано над 22 бизниси на територијата на цел Полог. Во Гостивар по-конкретно веќе имаме поддржано 4 бизниси кои што имаат околу 10 вработувања, а да не ги спомнуваме оние индиректни ефекти и индиректни вработувања од типот на сезонски работнички, практиканство, волонтерство и слично. Such entrepreneurs often have particular difficulty. Малите и новите бизниси често се соочуваат со бројни препреки во процесот на обезбедување финансии. Проблемите се уште побројни за жените предприемачи. Преку овој фонд за поддршка ние работиме на отстранување на препреките. И ова ќе дава допринос, пошто ние имаме традиција као град, да се развива економскиот, локалната економија и да се вработат многу жени и млади при реализирање на овој проект во малиот бизнис. Фондот за поддршка на жени и млади предприемачи заедно со донацијата од Гостивар ке тежи $141,000. Освен Гостиварската општина, во проектот досега се вклучени општините Тетово, Боговиње и Барвеница, како и неколку поголеми приватни компании. Новогодишното украсување на Тетово ќе се случи викендов. Светлосни елементи ќе бидат поставени на главните булевари и на плоштадот. Тетово ќе биде украсено за новогодишните празници. Од општина Тетово најавуваат дека викендов градот ќе биде накитен во празнично руво. Светлосни елементи ќе бидат поставени на главните булевари Линденска и Маршал Тито, како и на улицата Дервиш Цара. Украсувањето ќе започне утре, а планирано да заврши во понеделник. Традиционално на Тетовскиот плоштад ќе биде поставена новогодишна илка со тематика Фонтана на желбите, со иницијатива и идеја на тетовскиот сликар Невзат Бейтули Кица. Истата ќе биде поставена на 23 месецов и ќе биде украсена со уметнички елементи креирани од студентите на Факултетот за уметност при Државниот универзитет во Тетово. Инаку 2 недели не делат од највеселата ноќ во годината и низ градот пополека, но сигурно започнува да владее предновогодишна атмосфера. Звездени завеси, светкави елки, дедомразовци почнаа да ги красаат прозорците и балконите во препознатливото новогодишно руво. Основниот суд Скопје 1 соопшти денеска дека го одобрува обвинителниот акт за тероризам и терористичка организација за случајот Диво населје против 29 обвинети. Судот ги отфрли приговорите на обвинетите како неосновани. Од судот не наведува кога на обвинителната клупа ќе седнат обвинетите. На 9 и 10 мај во Кумановско Диво населје дојде до судир меѓу македонската полиција и вооружена група. Во судирите загинаа 8 полицајци и 10 припадници на вооружената група. Понеделник 21 декември, денот на наставата на турски јазик, е неработен ден за граѓаните припадници на турската заедница во Република Македонија, информира Министерството за труд и социјална политика. Воедно Министерството на граѓаните припадници на турската заедница во Република Македонија им го честита денот на наставата на турски јазик. Поранишниот председател на Србија и Црна Свето Зармаровиќ е уапсен денеска во Подгорица по налог на специјалниот државен обвинител. Маровиќ е председател на политичкиот совет на Демократската партија на социјалистите. Милош Маровиќ, син на висок функционер, беше префрлен на почетокот на месецот во истражен затвор во Подгорица и одреден му е притвор од 30 дена поради сомневање дека е вмешан во незаконска продажба на државно земјиште кај Будва.
Турските безбедносни сили убиле 23 припадници на курдската работничка партија во југоисточниот дел на земјата. Операцијата на турските сили била спроведена во градовите Силопи и Чизре, кои се наоѓаат во близина на границата со Сирија и Ирак. Во провинцијата во понеделникот е воведен полициски час, кога започна операциите против курдските бунтовници. Над 70 турски војници се водат како исчезнати по вчерашниот напад на джихадистите на Исламската држава врз воена база на северот на Ирак. Се наведува дека притоа милитантите истрелале над 300 гранати врз турски камп на подрачјето на градот Башика, околу 23 километри од Мосул, кој е под контрола на Исламска држава. Предходно медиумите пренесоа дека 4 турски војници добиле полесни повреди во ракетниот напад врз турска воена база на северот на Ирак. Турската база била нападната во рамки на поголемата офанзива на милитантите на Исламска држава врз положби на курдите северно од Мосул. Рускиот председател Владимир Путин изјави денеска дека никогаш нема да се согласи надборешната сила да одлучува за тоа дали Башар ал-Асад треба да остане председател на Сирија и додаде дека кризата во земјата може да биде решена само на политички начин. Тој говорејќи на редовната годишна пресконференција истакна и дека Русија ќе продолжи да се бори во Сирија, се додека силите на Асад се борат против милитантите на Исламската држава. Путин нагласи дека се уште не донел одлука дали Русија треба да воспостави постојана воена база во Сирија. Шпанскиот премиер Маријано Рахој доби удар во лицето за време на предизборна кампања во својот роден регион Галиција. Премиерот не е повреден во инцидентот, но подоцна се појави со црвена трага на лицето, јавуваат локалните медиуми. Еден млад човек силно го удрил премиерот пошто на Рахој му отпаднале очилата во момент додека поминувал улица за време на кампањата. Младиот човек, за кој е утврдено дека е малолетен, е уапсен, соопшти полицијата. Во Брисел денеска почнува дводневниот самит на шефови на држави и влади од Европската Унија, на кој главни теми се бегалската криза, заштитата на надворешните граници на Унијата, борбата против тероризмот и реформата на односите на Велика Британија со Европската Унија. Мини-самитот е иницииран од тужбата на Словачка и Унгарија до Европскиот суд за правда, поради планираното распоредување на 140.000 бегалци внатре во Унијата. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност, дуваше слаб до умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од -4 до 0, а дневната од 2 до 6 степени. Според метеоролозите, времето утре ќе биде претежно сончево со слаб северен ветер. Утринските температури ќе се движат од -5 до 0, а дневните од 2 до 7 степени. Тука е крајот и на ова информативно издание. Имајте пријатна вечер.